Ема, а сакаш да слушаме малку музика, остава книгата више. Например, која песна сакаш да слушаме? Ех тој тоше, ех тој тоше. Добро, а дали знаеш кој е испеал? Па знам, јас си ја пеам, ти си ја пееш, сите си пееме. Да, ма кој е испеал на Златна Славеќа? Па тоа, не знам. Сега ќе да знаеш. Мафинка, ова е нашата денешна гостинка, Сања Ристич, која што ја пеела песната Ех тој тоше, ех тој тоше. Леле, мојата најомилена песна. Не ме срамете сега. Ама чекај се, никој што ја гледавме, беше многу малечка. Па сега е порасната. Таа била многу одамна, Навистина била одамна таа песна, види се колкава е порасната. Поише од метро жилет. Епа, добро ни дојде. Добро ве најдов. Многу ми е мило што ме поканивте, многу се чувствувам во вашата детска собичка. Благодарам. Кажи ми сега вака, од каде баш таа песна Ех тој тоше? Баш па тоше, да не имало некоја симпатија тоше? Да откријам? Може малку. Имаше на училиште еден Тоше со кој многу се дружевме и бевме најдобри другари. И кога се доделуваа песничките на Златна Славеќа, кај што уште не знаевме која ќе биде хит, која нема да биде така натаму, мене ми падна очињата баш во таа Тоше кај што се спомнува, изгледа бил симпатија, ама не сум била свесна. Да. И навистина таа песна се слуша до ден денеска. Да. Малку е чудно, прво што се слуша песната, второ што се уште ме препознаваат на улица, тоа е 94-та година, значи има цели 20 години. Да. Да, се уште дечињата ја пеат песната, се уште кај да отидам на било кој детски роден ден се пушта и сада, мен ми е премногу драго, значи срцето ми е толкава со љубов полно кога ќе ја слушнам и кога ќе видам дека многу дечиња се смеат и се радуваат на истата и ден денес. Да. Кои што нели кога излегла не биле ни блиску да бидат родени. Да. А од кај па идеја да пеете на Златна Славеќа некој фестивал така? Кога бев малечка, можеби многу помалечка од тебе, многу имав желба да пеам. Многу сакав да пеам и секоја можна песна што ќе се појавеше, макар да било најмал хит, ја учев на памет, застанував пред огледало, пеев и така моите родители ја нашле мојата желба и нели мојот тој мини талент и сакале да го реализираат. Ме однесоа на аудиција на Златно Славеќе и таму ме одбраа како еден од потенцијалните кои може да пеат во хорчето. Тогаш 2 години пеев во хорчето и 3-та година добив на моје големо задоволство солистичка песничка, што ја спомнавме пред малку. А дали се уште пееш? Јавно не, а се уште обожавам да пеам. Значи секогаш кај што има прилика да се дофатам до микрофонот, сум таму меѓу првите во редот. На секаква веселба, кај да се собереме. И се уште музиката ми е една од најголемите среќи во животот. Се што ме прави среќна е љубовта, полно срце и музиката на трето место. А дали тоа значи дека сега со нешто друго се занимаваш? Да, сега се занимавам сосема со нешто друго, што е исто така интересно и креативно, односно работам во маркетинг агенција. Вака по народно кажано за дечињата снимаме реклами. И исто толку забавно, бидејќи тоа е на некој начин поврзано со јавниот живот, со креативност, со музика и така, но ме исполнува максимално. Значи, тој пат кој сум почнала да го одам како детенце со музика, си добил некое следство во некоја друга професија, но сепак поврзани. Сигурно дека си ги правиш рекламите, ти си пееш. Па за секоја реклама нели мора да одбереме музика, па кога ни е на снимање досадно по 20 сати, мора да имаме музика, се занимаваме, се е поврзано со музика. Да. Си снимала реклами некогаш? Не, А некогаш да те викнеме за некоја реклама, ќе дојдеш да снимаме? па би снимала. Мафинка ќе ја земеме? Да, ќе зема. Може нека реклама за мафини. И она Може, јаде да. мафини. Може. Супер. И може и поврзана песна за мафините. Колку се вкусни. И Сања ќе испее и Да, супер. Може заедно да испееме трите. да. Да. И после ќе снимаме спот. Би било забавно. Да, ми текна. Сакам да прашам на колку годинки ја испеа ти песничката Ех тој тоше и дали после неа
Уште некоја песничка може би имала? Да. Бев 5 оделение, односно имав 11 годинки. Имаше посуштени неколку песнички, меѓу кои Хороскоп, Чудна игра, што беа така поголеми хитчиња, но ниедна не стана за жал толку голем хит како Их тој туше. А какви спомени имате од Златната славече, од хорото, од како се пееле? Како сме се дружеле? Да. Па со оглед дека таму поминав добри 3-4 години, стекнав пред се премногу другарчиња со кои ден се слушам и се гледам. И тоа е интересно Да, се види. многу интересно, затоа што еве мојот најдобар другар Васил Греванлиев која пееше Марионка, се сеќаваш на Марионка? Да, он моментално се наоѓа во Америка, каде што е многу успешен оперски пејач, меѓу најуспешните, константно го има на телевизии, во магазини и така натаму. Браво. Се уште контактираме на секојдневна база благодарение на интернетот. Исто така со дел од нив и се сретнувам понекогаш на кафе, ама е многу интересно дека тие другарства кои се одвивале пред некои си скоро 20 години се уште траат и се уште кога ќе се видиме ни се буди во нас тоа чувството колку сме биле среќни и весели кога сме се дружеле, па не сега ми текнува на секое лето во детско одмаралиште во Струга, мислам дека беше. И тоа беше едно такво доживување за нас од 10 дена, како не знам каде да не однеле. Да. Секој ден имавме различна програма, маскенбал, избор на мис, сецкавме детски оригами. Беше премногу интересно и јас може би чудно, но се сеќавам како ден денес на скоро секој ден поминат таму, а воедно и секој ден имавме вежби со хорчета и ги учевме новите песнички за следниот фестивал. Звучи многу интересно. Да, а тоа кога сте биле на летување, како да била некоја авантура? Авантура и тоа огромна авантура и таму доаѓаат дечињата од цела Македонија и се запознававме со идните солисти, ги вежбавме песничките и се одбираше кој која песничка ќе ја пее на следниот фестивал. А освен тоа некоја игра, на пример, од детството, какви игри сте играле вие? Па, игри многу поинакви од овие денешните што се на iPad и на компјутер, да. Па не знам, јас многу сакав да играм и текно една игра Полжав, цртав секаде каде што може со креди. Па игравме плочка, игравме народна. Имаше многу интересни игрички. Фрлавме камчиња, некој редевме, тоа не ми текнува како се викаше џамија, мислам. Да. Еј, тоа игравме. Жмурка, Да. омилената, да. Ластик? И ластик, да. Имаш ти ластик? Епа, имам, ама не знам каде ми. Па требаше да го донесеш да поиграме. Ај следниот пат. Ајде. А освен тоа што работиш, нели, за реклами, тие такви работи, јас не ги разбирам. Што друго работиш? Вак, музиката, значи кажавме ги завзема таму меѓу првите 3 места некаде, а исто така добро место држи и физички активниот живот, значи вежбам од многу мали години и тоа мислам дека нема спорт скоро што нисум го вежбала, од пливање, од карате, кикбокс, па не знам се запишував на гимнастика, па модерен балет едно време И така. јас играм на модерен балет. Каде? Епа во една студија Аква. И кога ќе ме викнеш да ве гледам? Јас сум заљубена во модерен балет, особено мали дечиња да гледам како играат. Па јас играм вторник и петак, а сега се припремам и за некој надпревар, па и сабота и недела. Аха, значи ќе дојдам на надпреварот да ве гледам спремни кога ќе И биде. јас многу во играм. Супер. Ќе играме јас и Мафинка од публика, ќе навиваме за тебе. И така да физичката активност, спортот, односно здравиот живот, конектиран со тоа, значи здрав начин на исхрана и физичка активност ми остана моја голема љубов и ден денес вежбам. Моментално вежбам и многу интересни тренинзи, се викаат P90X, со мојот приватен тренер Димитар и ќе дзирнаме после малце ништо и од тоа. А што е тоа? Каков спорт е тоа? Па, тоа е рекреативен спорт, значи не е за надпревар и опфаќа различни видови на вежби, кои ги опфаќаат сите групи на мускули, значи се вежбаат дел по дел од телото, за пред се да имаме здрав организам, добра циркулација, па некој го интересира и добро да изгледа, јас не испаѓам во тие, јас го работам ова за здрав живот. Еден период во животот и професионално се бавев со тоа, бев инструктор по кикфит. Тоа е техника на кикбокс која се применува на вреќи и учев млади дами
како да се самоодбранат и како да бидат физички поактивни и да влезат во светот на здравиот живот. Ти здраво се храниш, јадеш зеленчук, Да, а овошје? и овоше. Браво. И Но на си повеќе зеленчук јадам. Колачи. и колачиња помалку, па добро на крајот и благото малку е. А другарчињата ги учиш да јадат здраво? Им кажуваш? Сите јадеме здраво, така да не мора да се учиме. Така. Кој ти е омилен зеленчук? Па, многу сакам домати, сакам и краставица. И кисели краставички, многу ги А сакам. броколи? Мој не имам. мене омилени ми се броколи. Мене ми се обидени мафин. Од тие зеленчуци. Од тие зеленчуци. Мафинските такви. Ќе направиме на мафинка следниот пат мафини од зеленчук. Некако ќе ги споиме така како мафини да бидат, па да јадеме така нешто. Може. Да. Вега. А додека сме кај вежбањето, јас сакам да прашам дали може ние некогаш да дојдеме да видиме како изгледа вежбањето, па може ние ќе си Да, вежбаме, мене може ќе ми ние биде- ќе пееме. Ема ќе ми биде тренер мене. А, јас да ти бидам тренер. Може, јас вежбам во клубот Тринити и баш денес имам тренинг. Па може да дојдете малку да дзирнете дека вежбам како тоа изгледа. Леле, Може супер. може да видиме како вие вежбате. Може ќе вежбаш малку со мене? Да. Јас Да. малку Мафинка. повеќе. А, јас малце повеќе. Одиме? Одиме. Одиме. Време. Ајде.